се наоѓаме во градскиот парк. Ние ова се што го зборувавте во студиото. Поздрав до тебе, Бранко, и поздрав до вашиот гостин. Веќе екипите на јавното предпријатие Паркови зеленила се во градскиот парк, не се само во градскиот парк. Ние тука ќе разговараме со еден, ги гледаме зад нас еден дел од екипите, а ќе разговарам со Наташа Златевска, заменик раководител на секторот за градско зеленило. Добро утро. Добро утро и од мене до сите гледачи на Македонската радио телевизија. Како што кажавте, во моментот се наоѓаме во градскиот парк, каде што нашите екипи веќе се излезани на терен и секојдневно си ги извршуваат своите активности. Еве, можам да забележам нешто што многу ми се допаѓа. Една огромна корпа се ставаат садници. Во цветната корпа што ја гледаме во позадина, во моментот садиме брасика, сезонско цвеќе, кое што е доста атрактивно и може да биде во повеќе бои, зелена, розева и бела. Меѓу, освен брасиката, во сезонското цвеќе исто така нашето предпријатие ги обогатува зелените површини, поточно цветните леи кои што се наоѓаат на зелените површини со видот виола и белис перенис. Навистина можам да го забележам цветното украсување покрај што има новогодишно. Мислам дека предишите со украсувањето на градот насекаде сте низ парковите, булеварите и навистина морам да забележам дека е убав град што се однесува до цветните аранжмани. Да, значи имаме низ парковите и булеварите кои што се под надлежност на град Скопје, поточно на нашето јавно предпријатие, доста цветни леи, цветни површини кои што го обогатуваат градот со својата боја, меѓутоа морам да ги напоменам и цветните фигури кои што се распространети низ нашите булевари, нашето булеварско зеленило. Веднаш зад нас што се сади? Тоа се зимзелени? Да, зимзелени садници. Исто така вршиме обновување и подигање со ниска, средна и висока вегетација на булеварите и зелените површини. Дозволуваат овие ниски температури да се... Ова е, можеби, како да кажеме, едно прашање од гледачите и од оние што сакаат сега, или не е поволно за садење? Па во овој период од годината веќе привршуваме со садењето и потоа наредното садење ни е здравје на пролет. Собирате ли си, сечете гранки? Еве, тука има еден дел од екипата, меѓутоа сегде сте низ градот. Да, сегде низ градот, по булеварите, повторно ќе кажам, и големите паркови, кои што се под надлежност на град Скопје, поточно на нашето јавно предпријатие Паркови зеленила, секојдневно се собира лисната маса од зелените површини и потоа истата ја товариме во посебни камиони за таа намена. Сечењето гранки? И дрва, не само гранки, така? Сечеме гранки по велосипедски и пешачки патеки, ги кастриме гранките заради безбедноста на пешаците и велосипедистите. Доколку има јавување од граѓани каде што има, не дај Боже, некое дрво што е старо, нели суво, па мора да се сече. Како оди процедурата? Процедурата, значи, треба да се изготви решение за сеча или кастрење на гранки на соодветното дрво, кое што е, повторно ќе кажам, под надлежност на град Скопје или јавното предпријатие Паркови зеленила. Затоа се изготвува решение за сеча, кое што го изготвува секторот за комунални работи на град Скопје и потоа процедурата се продолжува на терен, излагаат нивни екипи од градот, кои што доколку дозволат сеча на дрвото или касење на гранките, потоа истото решение се доставува до нашите надлежни екипи или секторот дрвореди, кои што пристапуваат кон извршување на таа постапка. Веќе сме практично во зимски услови, ако на прагот на зимата, во секој миг може да падне снег, веќе имаме на планинските масиви. Што ќе работи Паркови зеленила кога има снег? Доколку падне снег, нашите екипи значи вршат расчистување на снегот од пешачките патеки во големите паркови кои што се заради безбедноста на самите пешаци, а доколку има поголем нанос на снежна покривка врз зимзелените садници, излагаме на терен и вршиме нивно тресење од снегот за да не дојде до несакано кршење на самите гранчиња. Тоа сакав и да ве прашам, какво е одржувањето на зеленилото и на парковите и на тревните површини кога ќе падне снег?
Па тоа е, значи, Тоа е тоа. да, ги зачистуваме парковите и ги тресеме ние садниците, за да ако има поголема снежна покривка врз самите садници, ако не ја истресеме, значи може да дојде до несакано кршење на гранките. Во непосредна близина имаме парк за домашни миленици. Имате ли проблеми? Гледам дека има определен инвентар или нивни, како да ги кажем. Паркот на миленици, кој што го има во доста паркови низ град Скопје, го прави опремата ја прават нашите колеги од секторот вонградско зеленило. Меѓутоа, често пати сакам да апелирам до граѓаните, често пати доаѓа од несовесни граѓани до кршење на опремата во паркот на милениците, исто така до кршење на самите корпи за отпадоци, клупите за седење. Често пати секојдневно, можам да кажам, се соочуваме со крадење на садените садници или на цвеќињата кои што ги садиме под цветните леи. Значи тоа нека биде еден апел да не апел се кршат, нас ни требаат и би сакала да кажам исто така апел до граѓаните, значи често пати или секојдневно во текот на денот, значи се фрла смет и отпад по самите зелени површини. А сакаме да не биде убав град. Ви Ви благодарам за директното вклучување, им благодарам и на екипата, навистина ни помогна, она што се зборуваше во студиото, вие што го кажувавте практично да го видиме и ние и гледачите на утринската програма. Благодарам и на вас. Студио